Имајте убава седмица. Понеделник наутро. Заглавен сум во обврски и во собраќајот. Навигацијата вели дека ќе доцнам 2-3 минути. Ако не излезам барем 10 минути порано од предвиденото, почнувам да се нервирам, а сега пак полудувам. Згоре на тоа, уличните продавачи се обидуваат да ми продадат дреболии или да ми ги пикнат брошурите низ автомобилскиот прозорец. Затоа го затворам прозорецот да чекам на мир. Тогаш се појави таа, одејќи кон мене како ладен ветрец среде топлотен бран. Не можам да одредам што има во неа. Се уште не можам да ја го видам лицето. Како што се приближуваше, подобро ја погледнав. Облечена е во фармерки и чиста бела кожула. Косата е уредно собрана во павче. Висока е, силна и полничка. Не би ја нарекле посебно убава, барем не според надворешниот изглед. Но има прекрасна насмевка. Оди покрај автомобилите и дели брошури. Доаѓа мојот ред. Се наведнува за да ја стави брошурата низ прозорецот. Насмевката е уште поубава отколку што очекував. Топла и срдечна. И таа се вовлекува во автомобилот заедно со брошурата. Најдоброто го чува за крај. Имајте убава седмица. Седам и немо ја гледам незината љубов. Не е до тоа што го рече, туку како го рече. Веќе ми ја разубави седмицата, помислив, но не кажав наглас. Победник не се раѓа, победник се станува. Не се работи за тоа што го правите, туку како го правите. Успехот не е целта. Успехот е тоа што го правите додека да стигнете таму. Ако излезете на автопатот, успехот е секој тунел низ кој ќе помините. Тоа е вашиот ран будилник, вашето кафе, вашата насмевка. Не што, туку како. Возете како победник. Не пуштајте го управувачот, одете во лентата. Вклучете го трепкачот кога преминувате ленти. Вие ја одредувате вашата цел и за тоа не се преговара. Без оглед дали сте доктор, учител или собирач на смет. Возете го својот живот како победник. Секоја минута од животот, исто како младата жена, се обложувам дека нема долго да се задржи на тоа работно место. Предодредена е за подобри работи. Всушност веќе прави работите да бидат подобри.